Верувам дека денес имавте убаво проучување на библиската полка. Забележав дека македонската лекција, веројатно и српската, го коригира авторот. Во англискиот оригинал има една грешка, што гледам македонскиот превод не постои, односно коригира. Много интересно. Вака како што е, значи без грешка, македонската лекција беше убава. Денешната лекција за проучување. Јас би сакал да во духот на неја да продолжам со претходната тема. Мејатата сабота зборува за додадениот закон од Галатјаните 3 глава 19 стих и во тој контекст цитирав два стиха, ако се сеќавате од посланието до римјаните. Во 5 глава, 13 и 14 стих. Во денешната лекција беше поставено прашањето, што и порано беше поставено во ова тромесечие, некаде на почетокот на полуката. Прашањето што самиот апостол Павле го поставува во Римјаните 3 глава, 1 стих. Да завртиме прво таму. Римјаните 3 глава, 1 стих. Павле прашува која е предноста на јудејците или на евреите, или која е ползата од обрезанието. Значи, во контекст на темата штом не се спасуваме со законски дела, штом не се спасуваме со законот воопшто, тогаш која е ползата од сето тоа? Дали има разлика? Дали било сеедно да се биде евреин или да се биде незнабожец, идолопоклонник? Се разбира, не е сеедно. И не било сеедно ни тогаш. Тоа искако да прашаме дали е сеедно да бидеш човек или мајмун. Сеедно ли е? Или човек или куче, сеедно ли е? Не е сеедно. Како одговорил самиот Павле на ова прашање? Голема на секој начин. Значи, и предноста на јудејците, и ползата од обрезанието е голема, секако голема. Меѓутоа, одговарајќи го ова прашање, наведува само еден пример. Пред се вели, пред се што ним им се доверени Божите објави или Божите откровенија или Божите зборови. Божието Слово. Но дали само во тоа се состои предноста, се разбира не. Но пред се во тоа, најголемата предност представува тоа што на израелците им биле доверени Божите слова, откровенија, неговите објави. Едноставно, познавањето на единствениот вистински Бог само по себе представува огромна предност. Во проучувањето на последнава лекција се спомена, и тоа полуката добро го објасни, што значи изразот стражар, што значи изразот воспитувач, кој што апостол Павле ги употребува за законот. Тоа воопшто не биле и не биле кажани како негативни изрази. Тоа значи чувар, тоа значи педагог, како што е употребено во оригиналот. Иако со законот не се оправдуваме, со законот не се спасуваме, сепак голема е предноста на оние што биле под
чуварот, под педагогот, под воспитувачот, како сакате да го наречеме, за разлика од оние кои што тоа не биле. Голема е предноста. Голема е предноста да биете, и уште како деца да пораснете, да биете чувани со добро воспитание, значи, да бидете во оградата на законот, ајде така да го наречеме. За разлика од оние кои што не биле така чувани, не биле така воспитувани, не биле така дисциплинирани. И затоа голем број од нив доживеале тешки трауми и тешки трагедии на патот на гревот. Да се вратиме малку на Галатјаните 3 глава, каде што би сакал да обрнеме внимание на едни Павлови зборови за кои што многу не се размислува, кои што не се, така да речем, во фокусот на вниманието кога се проучуваат овие теми, посебно оправданието со вера. Трета глава, ќе ги прочитаме 11 и 12 стих, тие беа наведени во денешната лекција. Галатјаните 3 глава, 11 и 12 стих. Прва го вели следно. А законот не е од верата, односно се извинам, прво 11. А дека преку законот никој не се оправдува пред Бога, се знае, вели. Зашто? И сега цитира. Кој текст го цитира? Авакум, да. Зашто праведникот ќе живее преку верата. Чуште во Стариот Завет било кажано, праведникот ќе живее преку верата. Како што спомена в минатата сабота, Павле не кажува нови работи. Дури ни тука, во последното Галатјаните, кажува работи што ги има и во Стариот Завет. Како што велевме и уште во Мојсеевиот закон, Господ им велел на израелците дека не ги населува во ветената земја заради нивна заслуга, заради нивна праведност и така натаму. Значи, не било заради нивната праведност, не било заради законот или делата нивни. Туку затоа што Господ се заветувал. Така им ветил на нивните татковци. Аврам, Исак и Јаков. Значи, тоа е оправдание со вера. И сега 12 стих, Галатјаните 3 глава. Тука Павле кажува нешто што било функција на законот. До сега, што рековме дека било функција на законот? Да каже што е греф, да открива што е греф, да представува огледало и така натаму, и само така, како они што не осведочува во нашата грешност, само така може, како воспитувачот, како педагогот, да не доведе кај Христа. Законот ни беше воспитувач, вели, или педагог, во оригиналното употребен тој збор, со каква цел, да се подсетиме таму во 24 стих, да не доведе до Христос, за да бидеме оправдани преку верата. Тоа е уште една причина зашто е погрешно да се мисли дека законот е укинат. Да беше законот укинат, да речеме, веќе пред 2000 години, пример, тогаш кој ќе не доведе до Христ? Според овие зборови, кој е тоа што денешниот грешник ќе го доведе до Христа?
Значи, ако педагогот го убиеме, кој ќе го носи детето у школа? Кој ќе не доведе до Христа, ако не постои законот? Протестантите не ја разбираат функцијата на законот. И затоа имаат погрешно мислење дека наводно пред Христа луѓето се оправдувале со законот, а после Христа се оправдуваме со вера. Погрешно. Ниту пред Христа луѓето се спасувале со законот, ниту после Христа. И пред Христа, и по Христа се оправдувале само преку вера. Да го земеме за пример Давид. Давид направил прелюба. Според законот, што требало да се направи? Смрт. Значи, за прелюба не постојало ни Јом Кипур, ни јагниња, ни ништо. За некои гревови во законот следува смрт. Тие гревови се непомирливи. Никакви јагниња, никаков церемонијален систем, никаков Јом Кипур, никакво левитско посредништво. За некои гревови, како и за хомосексуалните гревови, Господ едноставно во законот немал милост. Ако е според законот, Давид требало да биде погубен ако е според законот. Соломон требало да биде погубен ако е според законот. Да не набројуваме други примери. А сепак, овие двајца барем што ги споменав, се луѓе за кои што Духот на пророштво вели дека сигурно ќе бидат спасени на новата земја и во Божјото царство. На кој начин биле спасени и ќе бидат спасени? Само преку благодатта се разбере, не според законот. Дванаесетиот стих. 3.12. А законот не е од верата, туку зборува, и сега друг цитат, кој ќе ги исполни овие работи, тој ќе биде жив преку нив. На ова сакам малку да обрнеме внимание вечерва. Како прво, кај се наоѓа овој цитат? Од каде цитира апостол Павле во 12 стих? Кој ќе ги исполни овие зборови, тој ќе биде жив преку нив. Тој цитат се споменува во поуката. Осумнаеста глава, да. Или Левит 18 глава. Ајде да отвориме таму. Значи, во средината на Мојсеевиот закон, Левитската книга. Осумнаеста глава. Од кај да почнеме? Ај би почнал од првиот, што не е толку далеко, да имаме еден малку поширок контекст, значи од почетокот на самата глава. И му рече Господ на Мојсеј, велејки, кажи им на синовите Израелови и речи им, јас сум Господ Бог ваш. Не постапувате како што се постапува во египетската земја, во која живеевте, не постапувајте ни така како што постапуваат во земјата хананска во која ве водам, и не управувајте се според нивните закони. Извршувајте ги сите мои наредби и пазете ги сите мои заповеди, постапувајќи според нив. Јас сум Господ, Бог ваш. И сега 5 стих. Пазете ги сите мои заповеди и сите мои закони и извршувајте ги, и секој што ги извршува, што? Ќе биде жив. Дали ги разбираме овие зборови? Јас сум Господ, така завршува стихот. Да се вратиме уште еднаш до Галатјаните 3 глава, 12 стих.
таму каде што апостол Павле ги цитира овие зборови. А законот не е од верата, туку зборува кој ќе ги исполни овие работи, тој ќе биде жив преку нив. Сега, а што беше речено и што се цитираше во 11-тиот? Од Авакум? А дека преку законот никој не се оправдува пред Бога, се знае зашто праведникот ќе живее преку верата. А потоа вели, а законот не е од верата. И па сега преку што ќе живее? Преку законот или преку верата? Дали забележувате? Павле кажува дека законот не е од верата, значи тоа не се исти работи. Но прво, цитирајќи го Авакум, вели праведникот ќе живее преку верата, а цитирајќи го Левит, вели кој ќе ги исполни овие работи, значи законот, тој ќе биде жив преку нив. Па сега, на кој начин ќе биде жив? Преку верата или преку законот? Или преку двете? Дали си противречи апостол Павле на себе си? Тој всушност само цитира од Стариот Завет. Дали Стариот Завет си противречи на себе си? Праведникот ќе живее преку верата. Значи преку верата. Потоа вели, а законот не е од верата. Законот и верата не се исти работи. Па вели, во врска со законот, кој ќе ги исполни овие работи, тој ќе биде жив преку нив. Чудно, нели? Еднаш вели преку верата ќе биде жив, а потоа вели преку исполнување на законот ќе биде жив. Што значи првото? Праведникот ќе живее преку вера. 11 стих почнуваше со зборовите, а дека преку законот никој не се оправдува пред Бога, се знае зашто праведникот ќе живее преку верата. Значи, животот преку вера во 11 стих, значи оправдување, оправданието. Значи, Давид заслужува смрт, наместо тоа продолжил да живее, а ќе живее и во веки веков. На кој начин? Преку законот? Не, преку законот заслужи смрт. Преку верата. Значи, што значи жив или ќе живее преку верата? Ќе добиеш живот како што не заслужуваш. Значи, ќе бидеш оправдан. Првиот живот, значи, животот во 11 стих, значи оправдан. Значи спасение. Значи вечен живот. А што значи животот од 12 стих? Тоа треба да е нешто друго. Бидејќи законот и верата не се иста работа. Бидејќи законот не е од верата. Значи, што значи ова? Кој ќе ги исполни сите овие работи, тој ќе биде жив. Дали ги разбираме убаво овие зборови? Борче рече, ако се исполни. Тоа е клучот за разбирање. 10 од истата глава. Но кажува истото. Јас би сакал да се вратиме на Римјаните 5 глава. Мијата сабота ги цитирав 13 и 14 стих. Па сакам да ги прочитам уште еднаш. Римјаните 5 глава, 13 и 14 стих. Навистина и порано уште пред законот имаше грев во светот, но гревот како таков не може да се прифати кога нема закон,
или некои преводи велат, кога гревот како таков не се смета, или не се засметува, кога нема закон. Меѓутоа, гревот де факто постои. Имало или немало закон. Знаеле или не знаеле луѓето дека нешто е грев. Кога прават грев, гревот како таков постои. Например, во старото паганство и во денешното паганство, блудот се смета за нормална работа. Веќе почнува и содомијата да се смета за нормална работа. Меѓутоа, без оглед дали луѓето тоа го доживуваат како грев, дали се просветлени преку Божието Слово, преку законот, преку Светиот Дух, или живеат како мајмуни и мислат дека е тоа нормална работа, без оглед, значи, какви се луѓето, просветлени или непросветлени, гревот си е грев. И заради гревот и во едниот и во другиот случај постојат последици. Значи, во тој смисол, гревот си постојал и пред законот, пред Мојсе, значи, пред Синај. Имаше грев во светот и имаше тешки последици за тие гревови. Цел предпотопен свет беше уништен заради гревови. Содом и Гомор беа уништени со оган заради тие гревови. Сега малку да обрнам внимание на 14 стих. А сепак смртта царуваше уште од Адам, па се до Мојсей. Што значи тоа од Адам па до Мојсей? Каков е тој период? Значи, кога, така би рекол под наводници, кога немало закон. Но објаснивме мејата цавата што значи тоа, кога немало додаден закон, кога немало пишан закон. Не дека немало закон воопшто. Значи, кога немало пишан закон, пишан на хартија или на камени плочи, кога немало закон како законодавство, како власт, како сила, од Адам се до Мојсей, смртта се царуваше над луѓето. Луѓето си беа грешници. И со и без закон. И пред законот. И си беа смртници. Со и без закон. Како рече апостол Павле во втората глава од Римјаните, оние што живеат без закон ќе загинат. Оние што грешат без закон, се извинам. Оние што грешат без закон ќе загинат. А оние што грешат под законот, од законот ќе им биде судено. И во едниот и во другиот случај, последица на гревот, плата за гревот, е смрт. Тука се мисли на вечната смрт. Смртта царуваше уште од Адам па се до Мојсей и над оние што не погрешија според престапот на Адам. Што значи ова? Кои се тие што не погрешија според престапот на Адам? Што значи да погрешиш како Адам? Адам имал јасна заповед, значи имал закон и го престапал. Свесно. Во таква положба се нашли израелците после Синај. Добиле закон, значи биле просветлени и да се греши после тоа, значи свесно да се престапува Божија заповед. Меѓутоа, смртта си царуваше и над оние кои што немале таков пишан закон, кои што не биле престапници како Адам или како израелците после Синај. Значи и дивјачки племиња за кои што е нормално да се јаде човечко месо, кај нас е нормално да се јаде свинско месо. Се може да се јаде. Племиња, значи, човекојаци, кои што немаат никаква или немале, се уште може би има такви, кои што немаат никакво познание за Бога, никакво познание за Божије закон, за морал, било што. Нула, исто како животни. И тие се смртници. Се или не се смртници? Се смртници, се разбира. Само што кај нив нема гробишта.
ако те заробат, ќе те изедат. Грешници се и тие се грешници. Проклети се и тие се проклети. Не биле само оние проклети кои што го престапувале Божиот закон, биле под законот, значи израелците, и го престапуваш Божиот закон, значи не исполнуваш се, проклети. Проклета е оној што не исполнува се, како што е напишено во законот. Сега, а што значи спротивното? Некој израелец од Синај натаму, откако Израел влегол под законот, ако некој израелец исполнувал се што законот наредува, што ќе се случило со него? Таков бил Исус. Единствениот израелец кој што го исполнил законот во секој поглед, а живел и он под законот. Поуката убаво објаснува што значи под законот. Верувам дека денес тоа убаво го разбрахте. Во почетокот на 4 глава се вели дека Исус бил роден од жена и што со тоа? Под закон, направен бил под законот, значи се родил како израелец, бил обрезан и така натаму. Што ќе се случило со некој израелец, кој што откако влегол под законот, значи тој завет што Господ го склучил со нив на Синај, од Синај натаму никогаш да не сгрешил во ништо, да го исполнил, да го одржал целиот закон во секој поглед. Што ќе се случило со таков израелец? Таквиот израелец никогаш немало да умре. Значи, по тоа се состои славата на законот. И тоа значат Павловите зборови, дека од Левит, што го цитира во 3.12, да се живе или ќе бидеш жив ако ги исполнуваш сите овие уредби. За разлика од претходниот стих, каде што животот преку вера значи оправдание или спасение, значи незаслужен живот, животот преку законот значише заслужен живот. Ако го одржиш целиот закон, после Синај, ти никогаш нема да умреш. Се разбира, тоа се однесува на стариот Израел. Меѓутоа, постои една паралела со денешно време. Најблиско до тоа бил Мојсей од старозаветните израелци. Ако Мојсей, според духот на пророштво, не го направил тој единствен греф кај карпата, и тоа пред крајот, значи пред влегување во хананската земја, Мојсей немаше никогаш да умре. Тоа се зборови на духот на пророштво. Значи, ако Мојсей не го направеше тој единствен греф, значи, после Синај, замислите, Мојсей пред тоа убил египјанец, човек, па ништо, тоа било пред законот. После Синај, да не го направил тој единствен греф кај карпата, Мојсей ќе бил единствениот израелец кој што ќе го одржал целиот закон, таков каков што бил даден, и никогаш немаше да умре. Ќе беше постојано жив преку него. Тоа значише, не дека Мојсей не старее, се старееше, се разбира, и доживеа 120 години, но немаше да умре, како Илија, како и Енох, ќе беше директно вознесен на небо. Во последното време, со кого се ќе се случи тоа? Тоа истото. Иако тоа тие, последните праведници нема да живеат под закон, значи не е иста нивната положба со положбата на Адам или Мојсей, но Откровението ни кажува дека 144.000 ќе бидат запечатени без да умрат, што значи
од кога ќе бидат запечатени, тој момент ни тие самите нема да го знаат кога, од кога ќе бидат запечатени, запечатениот, а жив. Кога човек умире, самата смрт е за него запечатување. Повеќе нема време на милост. Ако е спасен, спасен е. Значи, како мртов повеќе не може да си го расипе спасението. Не може, како мртов не може повеќе да греши. Но да бидеш запечатен, да останеш жив, од моментот кога ќе бидат запечатени, тие никогаш нема да умрат. Значи, секогаш ќе бидат живи. И Откровението ја опишува нивната праведност. Тоа е Христовата праведност, но не е засметаната. И тие се спасуваат со засметана праведност, како и сите. Туку, она што е за нив посебно и зашто никогаш нема да умрат, нема да вкусат смрт, е затоа што Христовата праведност во нивниот живот е совршено доделена. И тие се спасуваат со Христовата засметана праведност, бидејќи не се родиле светци, безгрешни. Но Христовата доделена праведност ќе стане нивно искуство. Христовото совршенство ќе стане нивно совршенство во практичниот живот. Тоа е потребно, затоа што на оваа земја ќе постои време, не знаеме ни кога ќе почне, време кога ќе заврши милоста, пред второто Христово доаѓање, и не знаеме колку долго ќе трае, но ќе постои време кога на земјата луѓето ќе живеат без посредник. Христос повеќе нема да посредува, а ќе има живи луѓе на земјата. Само едните ќе бидат запечатени и никогаш повеќе нема да грешат, а другите ќе бидат жигосани за вечна смрт. Нека му е фала и слава на Господа. Амин.